Итна средба со премиерот Зоран Заев и министерот за култура Асеф Адеми, транспарентна ревизија на поддржаните проекти и повторно разгледување на одбиените, зголемување на буџетот за културни и уметнички програми и финализација на новиот закон за јавен интерес, се барањата на културните работници, потписници на иницијативата "Култура е насловна страна на секое општество". Председателката на Интерарт Рисима Рисимкин истакна дека иницијативата е повик да се почне диалог за заедничко решавање на итните проблеми. Повика одговорните луѓе да ги препознаат заложбите на културните работници и ја потенцираше потребата дека распределбата на средствата не смее да биде по случаен избор. Нашата иницијатива е основана со цел да се избориме за воведување на систем кој ќе помогне во понатамошното делување во културата и правилен развој и негување на културните вредности во едно општество за сите. Сакаме да помогнеме, да укажеме и во иднина да делуваме според утврдени правила кои ќе обезбедат овие услови да се спроведат. Очекуваме одговорните луѓе на челните позиции во државава да ги слушнат нашите укажувања, да ги препознаат нашите заложби и да обезбедат средбата која бараме да се случи во најкратен можен рок. Билјана Тануровска-Ќулавковски од Локомотива оцени дека проектите досега не се адекватно разгледани и рече дека распределбата на средствата е симптом на она што подолго време се случува во културата. Бараме транспарентна ревизија на поддржаните проекти и повторно разгледување на одбиените во сите дејности, особено да се обрне внимание на оние организации со одбиени или кои што се одбиени или кои што имаат недоволен износ, со недоволен износ поддржани проекти, кои доставиле комплетна документација, имаат квалитетна програма, а при тоа се организации кои што со својата долгогодишна работа и активно делување во полето на културата и уметноста се признаени на домашен план, така и во меѓународниот контекст. На пресконференцијата Мирко Попов од PMG Recordings го постави прашањето зошто влада со европски аспирации ги става во незавидна позиција највлијателните и најевропско ориентираните луѓе и организации во земјата, а Виолета Качакова зборуваше за важноста на ставање во функција на новиот закон за јавен интерес во културата. Зад иницијативата "Култура е насловна страна на секое општество" стојат Театар на навигатор Цветко Кинокултура, Интерарт културен центар, Танцфест Скопје и Скопје танцов театар, Локомотива, Факултет за работи што не се учат, PMG Recordings, Фестивал за современи уметности, а поддржан и од други културни работници. Иницијативата е реакција на неодамнешната одлука на Министерството за култура, која во својата годишна програма не додели средства на звучни манифестации, а одобри анонимни здруженија.